Спонзорот Цермат ви представува. Кларинетистот Алфредо Натили во пијано придружба на Мојра Мишелини од Италија настапија на Интерфест. Словенечкиот хор Драготин Кете одржа концерт во Битола. Филмовите Израмнувач и Анабела во 3D киното во нашиот град. Acid Triple одржаа големо огнено шоу во Битола. На 23-тото издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола, изминатите неколку денови настапија повеќе реномирани изведувачи од земјава и странство. Фестивал кој со своите врвни уметнички дострели придонесува за растежот на културното живење на Битола и Македонија, но и за афирмацијата на македонската музичка култура во светот. Синоќа пред битолската публика настапија Алфредо Натили, кој свири на кларинет во пијано придружба на Мојра Мишелини од Италија. Тие изведоа композиции на Шуман, Рота, Верди, Пуланк. For us, I speak for him also, Maestro Alfredo Natili. It's a really pleasure to be here. For me, it's not the first time. Вистинско задоволството да се биде тука заедно со маестрото кој свири на кларинет. Јас не сум за прв пат во овој град, бев како солист пред неколку години и можам да кажам дека вашиот град е прекрасен и вистинско е задоволството да се настапува тука. What kind of compositions will you play today for Bitola public? Fantasy Stuke Opera 73, Рота. За битолската публика ги избравме композициите од Шуман, секако од Рота, Соната in Re, во 3 става. Композициите на Верди, Фантазија ди концерто да Rigoletto и композициите од Пуланк, секако сонатата. Molto importante. Големо задоволството да се биде тука заедно со другите колеги, секако со другите музичари, затоа што музиката е универзална, а ние го зборуваме тој универзален јазик на уметноста. Во изминатите 22 изданија на фестивалот се одржани преку 500 фестивалски настани на кои настапија врвни уметници и ансамбли од 50 на земји на Европа, Азија, Северна и Јужна Америка, Африка и Австралија. Вечер љубителите на класичната музика ќе имаат можност да уживаат во концертот на Лука Лучини, кој свири на гитара, во пијано придружба на Матео Фалони, двајцата од Италија, а викендов програмата на Интерфест се состои од концертот на пијанистката од Италија Елоиза Касио, концертот на реномираните македонски изведувачи Олег и Ана Кондратенко и Марија Вршкова ќе го затвори 23-тото издание на Интерфест. Во рамките на културната програма на Словенечкото друштво Триглав од Битола се одржа концерт на хорот Драготин Кете од Словенија. Настанот се одржа во просторот на Интимен театар пред многобројните присутни. Машкиот хор доаѓа по втор пат во нашиот град и преку композициите кои ги изведоа на концертот ја доближа словенечката култура до битолската публика, а словенците кои живеат во Битола ги потсетија на убавините на Словенија. Инаку овој хор имаат бројни настапи низ Европа и ја пренесуваат словенечката култура на секаде во светот. После концертот следеше дегустација на домашен пршут и словенечко вино. Продолжува богатиот репертоар на 3D киното во нашиот град. Денес, како дел од ревијата на европски филмови, ќе се прикаже филмот кој го отвори овогодинешниот фестивал Браќа Манаки, Облаците на Силс Марија со Жулиет Бинош во главната улога. Од синоќа па се до 16 октомври во 3D киното ќе се прикажува филмот Израмнувач со проекција од 20 часот, а од сабота па се до 14 октомври ќе се прикажува хорор филмот Анабела. Во филмот Израмнувач, оскаровецот Дензел Вашингтон го глуми Маккол, командос од специјалната единица, која лажирал собствената смрт за да го помине својот живот во мир. Тој ќе биде соочен со руските мафијаши за да ја спаси младата девојка Тери. Филмот е во режија на Антоан Фикуа, а улогите ги толкуваат Дензел Вашингтон, Клоја Грейс Морет, Мелиса Лео.
Филмот Анабела ќе се прикажува од 11 до 14 октомври од 22 часот. После филмскиот хит снимен според вистинска страшна приказна на семејството Перон, кој злите сили го тероризирале цели 10 години и според записите на најпознатите светски демонолози Еда и Лорейн Ворен, кои учествувале во целата борба за преживување на семејството, оваа есен ни доаѓа филмот Анабела, кој ќе одговори на прашањето што претходело на немилите настани прикажани во претходниот филм. Позади нежниот наслов Анабела се крие ужас кој може да се случи секому, еден ден без најава во обкружување кое е сосема сигурно. Филмот е во режија на Џон Леонети, а улогите ги толкуваат Анабеле Валис, Варт Хортон, Алфред Вударт и многу други. Овој викенд 3D киното во Битола ќе биде дел од филмскиот фестивал за млади Джифони Македонија со 3 проекции во малата сала на Центарот за култура со почеток од 20 часот. Во рамките на оваа програма ќе бидат прикажани 3 филмови. Се гледаме на кино. Acid Triple е жонглерска група составена од артисти кои си играат со огнот на секој можен начин. Активно работат од 2001 година, сакаат екстремни начини на изразување, а нивните перформанси представуваат комбинација на жонглирање со оган, акробации и fire magic, огнена магија, илузии. Овие млади артисти пред витолчани, но и гостите кои престојуват во нашиот град, изведоа неколку часовно огнено шоу како подарок за Битола. Acid Triple е жонглерска група, поставима од 2001 под капата на YMCA Битола, невладината организација. Денес, после патувањето мое, од Бугарија па назад, во други интервју ќе правиме мовет за магија и за следните настани што ќе ги работам. Acid Triple моментално денес сака да му подари мало поклонче на граѓаните на Битола да живееме во оган. Се справавме цело лето, со тренинзи, некои напорни, некои лесни. Имаме нови члени, така да понаши го направиме денес, е дел од перформансот што го работи Acid Triple, чисто за граѓаните на Битола, значи самоволно. Немаме никакво позадина од спонзори, пари и се останато. Underground сме, горе-долу. Ако некој сака да се придружи, овај апел до сите граѓани на Битола, кои што имат интересен живот, сакам да биде уште поинтересен, да играат со оган, може да се обратите во имка во работни часови во канцеларијата, тие ќе ви кажат за останати информации. Не треба чупиња појќе, него машки. Уште интересна работа е тоа што фаервокот, крајот на самата точка, пола сат настанот, фаервокот на смотањето погон на етил алкохол единствениот перформер и изведувач во Европа официјално пред 2 месеци со Тапија. Во 2005 година Acid Triple влегува во рамките на програмата на имка Битола. Acid Triple е прилично искусна група, од 2001 почнува. Во одредена фаза на созревање околу 2005 ги прифативне во организацијата, работевне со нив на јакнење на нивни капацитет, купивне професионална опрема од Англија, значи колку што може ги зајакнавне, работеа, вежбаја, Домот на културата ни помогна со простори преку зима, значи кога е ладно, а преку лето, значи да се настапува на разни фестивали младински во Битола. Значи максимално и во други полиња како што работиме, во поле на култура гледаме колку што може да створиме можности за да се изразуваат максимално креативно колку што може. Acid Triple е, мислам дека врв на креативноста во моментов, така да за овие млади кои што се четворица кои што жонглираат. Acid Triple настапувале во Црнагора, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грција, Романија, Чешка и Луксембург, секогаш привлекувајќи го вниманието со оригиналниот екстремен настап. И овој пат го привлекува вниманието на многобројните присутни на настанот, кај кој адреналинот беше на највисоко ниво и ветија наскоро ново шоу.